Кога човек губи коса поради болест или повреда, тоа веќе не е прашање само на естетика. За многу жени, тоа значи губење на дел од самодовербата, толку неопходната во такви моменти. Токму тука започнува приказната за хуманитарката од Кавадарци Сашка Кузманова. Кога на нејзина блиска пријателка и била диагностицирана малигна болест, а терапијата ја оставила без коса, Кузманова веднаш започнала да бара начин да ја олесни во тешките моменти. Откако не успеала да ја најде природна перика во земјава, помош пристигнала од наша иселеничка во Австралија. Деноноќно, онлайн, во услови на корона криза, Кузманова под нејзино менторство го усовршувала занаетот. Желбата и мотивот беа многу поголеми. Тоа беше време на ковид, кризата кај нас во Македонија, нели ни сегде во светот, беа преголеми, значи јас научив. Веќе еве извесен период, значи 4,5 години скоро изработувам перики и до сега значи 107 перики се подарени во Македонија. Таа не користи машини ниту фабрички методи, туку се прави рачно. Финалниот продукт е символ на надеж и достоинство за жените и девојките, кои поради болест или трагедија останале без коса. Процесот за изработка на перики е многу макотрпен, значи не е воопшто лесен, иако вака визуелно изгледа дека е значи просто само како перика која ќе се погледне обична нели коса, но не. Значи периката се состои од 4 дела, освен косата, значи конец, мрежа и капа. Дополнително, значи совршенството доаѓа со косата, обликот целосно значи на периката доаѓа со косата. Хуманоста на Кузманова добива и друга димензија ако се знае дека таа паралелно работи други работи за да преживее, а периките ги изработува бесплатно, иако на нив посветува по неколку часа секојдневно. Сашка, кажи ми, како оди процесот на подготвување на една перика? Како што веќе напоменав, значи периката се состои од 2 дела, преден дел теме и заден дел ленти. Значи овие ленти, значи ова е лента една која што се плете во една перика идат околу 16 ленти. И сега значи процесот како што веќе напоменав е макотрпен, се изработува многу бавно, али сепак значи релаксирачки за мен. Колку време ви е потребно од прилика? Во нормални услови? Во нормални услови, да не ги работев овие 2 работи дополнителни, значи една перика би ја изработувала околу можеби и 10 дена. Но сега за сега значи околу 16 до 18 дена за една изработка на една перика. И сега вака, значи оваа лента, цела вкупна лента, значи изгледа вака, изработена. И оваа лента, значи, откако ќе се испегла цела коса, можам да прикажам, вака, одека се шие и вака идат 16 ленти. Не само што не заработува од нив, туку Сашка и троши од свој џеб за изработка на периките. Купува материјали од Италија, Турција и од неодамна од САД, а единствено косата е донација од хумани граѓани во земјава. Во последниот случај, од младата Милица Ризо од Кавадарци. Секојдневно ми излегуваат видеа од деца кои што за голема среќа се излекле од болеста. И мислам дека тоа ми дава уште поголема мотивација и радост. И тоа е долг процес на растење на коса и мислам дека ова би ми помогнало и побрзо да си ја вратат и самодовербата. Сепак се мали деца на кои што му е потреба голема поддршка и тоа беше моментот кај што јас одлучив да ја скратам косата и да ја донирам. Ризо вели ги охрабрува и оние кои се колебаат да го следат нејзиниот пример. Косата како коса расте и се обновува и мислам дека е најмал проблем да на крајот од денот да навлечеш некоја насмевка и да му дадеш самодоверба на некој кој што се соочува со таква болест. И мислам дека вреди да се помогне и да му дадеш самодоверба на некој. Природните перики не завршуваат само во рацете на онколошките пациенти. 7 од изработените досега беа упатени на адреса на девојки чија кожа и коса настрадаа во трагичниот пожар во така нареченото кабаре Пулс во Кочани. Кузманова вели дека станува збор за лица кои никогаш повеќе нема да имаат коса и оти кога била известена дека нејзината експертиза е потребна, без двоумење, веднаш се фатила со работа. Пред се, значи, тие лица треба да разговараат со психолози. Психијатри, значи имаме такви личности во Македонија, но секој, значи, кај нас луѓето све што гледаат се само парите. Но парите не се толку вредни колку што нешто друго може да биде повредно. На тие личности им треба значи надеж, на тие личности им треба мотив. Ние можеме да им пружиме нели рака, потпора да им бидеме на тие личности, се со цел значи да им покажеме дека постои живот надвор од дома за нив.
Перики чекаат уште 2 девојчиња кои беа повредени во пожарот во Кочани, а листата е долга од и секојдневно од целата земја пристигнуваат нови барања. Но Кузманова е децидна дека кај неа фаќање врски или обиди за прескокнување на редот се невозможни. Во минатото дури имала и заканувачки пораки и ургенции кои не само што предизвикуваат стресни ситуации, туку делуваат демотивирачки за неа. Ме прави среќна тоа што знам дека би усреќила и би направила некој да се чувствува подобро со мојата коса. Фала ти на тебе. Кога би 1% луѓето би биле хумани, би имале таа хуманост како твојата, значи светот било перфектно место за живење. Фала ти на хуманоста. Гестовите на Милица и Сашка се јасен показател дека малите и лични жртви може да донесат голема промена во животите на другите. Досега нивните дела донесоа насмевки и самодоверба на десетици луѓе, а со хуманоста и посветеноста служат како инспирација за многумина. Како што и самите велат, косата расте, но надежта и љубовта што се пренесуваат, остануваат трајни.